Денешната репортажа целосно ја посветуваме на еден од најголемите брендови на пиенец, фолклорното добро Орото Копачка. Поводот е одбележувањето на 3 годишнината од впишувањето на Орото Копачка на репрезентативната листа на УНЕСКО како нематеријално светско културно наследство. Орото Копачка постои од 1948 година и според раководителот на оваа фолклорна група, Димитар Узунски, чекорите на копачката се едни од најуникатните во светот, а копачката, како што вели, тоа е неговиот живот. Мојот живот е копачката, посветен толку години на копачката, почнувајќи некаде од 1961 година, кога за прв пат ги запознав. Инаку гордост е да се членува и да бидеш раководител на една ваква група, затоа што ете успеавме Орото да го издигнеме до највисокиот врв, до влезот во УНЕСКО. Овие години 3 успеавме да го презентираме на многу смотри, фестивали во татковината и надвор од неа. Уште да кажам дека оваа година одбележуваме и 100 години од раѓањето на најголемиот ороводец на копачката Дедо Митко, кој даде голем успех, голем допринос за афирмација на Орото, онака како што било, и тој е еден од ретките ороводци. Мислам дека на никој не му успеало 60 години да биде ороводец и на крајот во својата 92 година, на крајот кон 93-та да го изигра Орото Копачка. Тоа е навистина легендарно, а такви играоци имало многу во минатото. Копачката, која во последните 3 години живее нов живот, секојдневно има голем интерес и од помладите членови, на кои што им е предизвик да играат рамо до рамо со повозрастните членови на Копачка. Копачката не е тешка за играње, ако тоа се работи со љубов и со задоволство. И ако се сака, се може. За мене е едно големо доживување, чест и задоволство да се соработува со такви членови какви што се членовите во културното уметничко друштво Копачка. Големо искуство, голем предизвик за мене, бидејќи сум љубител на народната музика, на народните инструменти и чест и задоволство ми е што сум дел од ова друштво.
Одбележувањето на 3-годишнината од влегувањето на Орото Копачка во УНЕСКО се одбележа преку заедничко дефиле и презентирање на Орото Копачка на неколку локации во градот. Еве 3 години денеска славиме како Копачката, фолклорната група Копачка како носител. Орото Копачката е впишено во репрезентативната листа на УНЕСКО за нематеријални културни наследства. Горди сме што сме ние тие носителите на ова фолклорно добро. На национално ниво разработивме многу проекти во минатите години и воедно ни се отворија многу повеќе хоризонти. На многу фестивали настапивме во земјата, меѓународни повеќето, но потенцирам дека имавме многу убави турнеи во Србија, Словенија, во Словачка, во Унгарија, во Бугарија. Одиме редовно, што се вели, дека тука нели ни е близу. И се надеваме дека во иднина нашата соработка ќе продолжи и со општината и со владата на Република Македонија преку Министерството за култура на Република Македонија. Денешниот настан е одбележување нели во пресрет на 3-годишнината на Орото Копачката впишано во УНЕСКО. Ќе го направиме тоа преку заедничка веселба на граѓанството како знак за поддршка на локалната заедница за одржливоста на Орото Копачката во УНЕСКО и ние како носители кои што ќе преку дефиле и заедничка интеракција со граѓанството ќе го презентираме Орото Копачката во градот. На неколку локации ќе го изиграме, ќе се дружиме, ќе се забавуваме на еден начин. Плановите какви се? Дали имате млади членови, се интересираат ли младите членови да се дел од Копачката? Да, интересот за вклучување во групата Копачка почнува да расте со развој на јавната свест, колку е тоа значајно за нас како општина и за Копачката како носители на ова светско културно наследство. И се надеваме дека во иднина уште повеќе ќе го имаме тој тренд на впишување на нови членови за членување во групата, кои ќе го негуваат ова фолклорно добро, како и сиот пијанечки изворен фолклор, бидејќи ние само тоа го имаме на репертоар и со тоа ќе бидеме комплетни кога сакаме со пообемна програма да се представуваме во земјата и странство. После ова имаме еден недовршен проект со тоа што не ни беа доделени сите средства од Министерството за култура и ќе ни помине во наредната година за завршување. Тоа е финален производ од проектот Копачката и соборите со издавање на каталог, а за него се надевам дека ќе се видиме почетокот на едната година со промоција. Во поддршката на фолклорната група Копачка се вклучи општина Делчево, која што вети голема поддршка на фолклорната група во сите нејзини активности. Денеска се навршува 3 години откако Орото Копачка е заведено во репрезентативниот список на УНЕСКО. Денеска убав повод и за фолклорната група Копачка и за општина Делчево. Сакам отворена благодарност да изразам до сите членови на фолклорната група Копачка, особено на нашиот Димитар Узунски, кој се потруди во текот на овие години
Орото Копачка, односно фолклорната група Копачка да обстои и да го достигне денешното ниво. Ние како локална власт сме тука да ја поддржиме секоја активност на Орото Копачка и на фолклорната група Копачка, како би истата била представник на општина Делчево и Република Македонија ширум Европа и светот. Пијанечкиот и македонскиот бисер ќе продолжи да се игра и понатаму, секаде онаму каде што ќе има човек да го игра Орото Копачка.